За 3 дена почнува председателската трка. Пендаровски стартува од Крушево, Силјановска од Охрид, а Река од Скопје. Во следните 20 на денови, тројцата кандидати ќе го минат секој град во Македонија, а на 21 април гласачите ќе бидат поставени пред тест. Дали ќе се гласа по етничка линија или по граѓански принцип. Според универзитетската професорка Мирјана Малевска, бидејќи има кандидати од две етнички заедници, ќе има одредена поделеност на гласачкото тело во првиот круг. Најавата на кандидати кои припаѓаат и на двете етнички заедници говори дека гласачкото тело, барем во првиот круг, ќе биде поделено. Това е едната ситуација. Граѓански, врз основа на граѓанска визија некоја, да, меѓу нешто што представува можеби иднина, така би го дефинирала овој концепт за НАТО, Европска унија, за заедница, за сите земја, за сите општество, за сите. Малевска смета дека партиско-граѓанската коалиција меѓу СДСМ и ДУИ е чекор напред и позитивно е што партнерите во владата успеале да се договорат за заеднички кандидат, бидејќи се договараат за политичка платформа која треба да се испорача. Да се постигне заедничка политичка платформа е нешто што навистина е, да речам, известно достигнување во ова општество, да не биде само корупција заеднички именител на вакви коалиции, нали, како што сме имале случаи, како што има, туку да биде нешто друго, политичка платформа. Очекувањата на Малевска се дека граѓаните во доволен број ќе излезат на гласање. Прогнозите на експертите се дека ВМРО ДПМН ќе игра на картата на патриотски чувства, владеачката коалиција на едно општество за сите, а Река ќе биде насочен главно кон албанското гласачко тело.